Македонија се уште е во хибриден режим со оценка тројка, според последниот извештај Нации во транзиција на Freedom House. На скала од 1 до 7, земјава е со оценка од 3,5 за демократско владење, 4,25 за изборен процес, 5,25 за граѓанско општество, 3,25 за независни медиуми, 3,25 за независно судство, додека точно 3 за корупција или Македонија не ја променила ланската позиција на ранг листата на Freedom House. Додека овие режими комбинираат елементи на демократија и авторитарно владење, тие аналитички се разликуваат и од двете. Тие можеби се демократски во минимална смисла, дека имаат регуларни, конкурентни избори, но нивните нефункционални институции не се во состојба да ги испорачаат дефинитивните компоненти на либералната демократија. Контроли и рамнотежи, владење на правото и силна заштита на правата и слободата на сите. Според Freedom House, овие режими можат да бидат демократски во минимална смисла, односно да имаат редовни конкурентни избори, но нивните нефункционални институции не се во состојба да ги испорачаат дефинитивните компоненти на либералната демократија, проверка и баланс, владење на правото и цврста заштита на правата и слободите на сите. Дефинитивно, ниту еден хибриден режим во регионот не успеа да и пркоси на гравитацијата на сивата зона од 2002-та. Во овој период Албанија, Македонија и Србија флертуваа со либералната демократија, додека Ерменија и Молдавија издржаа авторитарни епизоди, но сите се вратија на хибриден режим до 2021 година. Од друга страна, Freedom House вели дека тековната криза обезбедува можност да се направи ревизија на процесот на пристапување во Европската Унија и оти. Пишува невладината организација, блокот треба конечно да ги започне пристапните преговори со Македонија и Албанија, притискајќи ја Бугарија да се откаже од преговорите.